Всушност, ERP поттекнува од скратеницата Enterprise Resource Planning, а тоа е во буквален превод планирање на ресурси во големи организации. Ова Enterprise се подразбира порано и во светски рамки, кога почнува ERP, а тоа е негде 80-те години, крајот па 90-те години почнува се поголем замав да зима. Тогаш било изради моќноста на компјутерите, ERP системите биле наменети само за огромни организации. И тоа сега во денешно време Enterprise се вика и за мала фирма од 5 души. Зашто Enterprise? Бидејќи тоа е една целина која што обезбедува одредени производи и услуги за клиентите и набавува од добавачите и функционира во интеракција со банки, плюс дава извештаи према државата од тие што се потребни. Обично, значи, ако сакаме дефиниција, тоа е сметководствено деловен и менеджмент софтвер, значи тоа се програми, најчесто во форма на пакет од повеќе интегрирани софтверски апликации. Че не е ERP ако вие имате 5-6 апликации и на некој начин со обично поврзување или рачно поврзување, викате овие се поврзани, јас имам ERP. Не, ERP е интегрирани софтверски апликации. И што е најважно, ERP системите баратаат со термин, со активност наречена ресурс. Ова, например, има и локални софтвери, не само во Македонија, и во други земји, има вика јас имам ERP систем. Добро, дали може да видам дали и каде и како работи со ресурси. И ако тие кажат, ама не, ние немаме такво нешто ресурс, тогаш тој систем не е ERP, бидејќи основата централно основата во неговиот назив е ресурс и планирање ресурс. И сега ако ресурсот го нема, тоа значи дека не е сработи за ERP, може да е супер напреден софтверски систем и тоа да не е ERP. И сега тој ресурс може да биде во организациите, може да биде вработен, значи стручњак, мајстор, и може да биде машина, автомобил, машина за производство, кое што потоа се користат овие ресурси за пружање на услуга, за пружање на некаков сервис, поправање, за производство или водење на проект. И во самите, да кажам, активности, фирмата забележува колку прво планира за одреден проект, колку ресурси му треба, да кажеме двајца вработени, по 3 месеци ќе работат, трошоци се толку, цената е толку и може да го видат проектот од планирање до изведба. И кога се генерираат фактурите, се генерираат врз основа на овие ресурси. Ако ова го нема, ако има само, да кажеме, артикли, да има, не знам, купувачи, добавачи банки, тогаш тоа не е ERP. Може да е, ќе повторам, супер напреден систем, меѓутоа ERP има своја карактеристика, тоа вклучува планирање на ресурси. Компонентите на ERP всушност има во самиот ERP систем, основата е главната книга. Некои уште ја викаат тоа е сметководството. Значи во главната книга се забележуваат сите активности, сите трансакции кои што се претвараат преку конта со износи и влегуваат во главната книга. Тоа значи дека финанси, продажба, набавки, производство, магазинско, материјално работење, човечки ресурси, проекти, сервис, основни средства, од сите овие активности во софтверот кога се запишуваат, ако е во финанси, да кажеме, некое плаќање, ако е во продажба фактура, ако е во набавки фактура на трговски производ или некој трошок, во производство ако се произведува некаков друг производ или полупроизвод, но потоа се вади производ. Ако има одлив од магазин или прием од магазин, ако се преспектуваат плати, амортизации за основни средства, се водат проекти, сите тие генерираат одредени книжења кои што се влеваат во главната книга. И тоа е убавината на и корисноста на ERP системот, што различни оддели во фирмата работат, а сите податоци се слеваат на едно место. И тука исто така е важно ова и за сметководителот, независно дали е внатре во фирмата, како вработен или е надворешно лице во форма на сметководствено биро, консалтинг фирми и слично, што може
да интегрално ги гледа во главната книга сите операции што се прават во рамките на ERP системот. Ако е ова главна книга, тогаш овие под системи или модули генерираат свои помошни книги. Па имате книга на купувачи, книга на добувачи со трансакции, па имате книга за производство, материјална картица, финансиска картица на артикал, ке основни средства, имате амортизациони планови и слично, и сето тоа се водат во помошни книга. Во финанси се води и ДДВ книгата. Меѓутоа, врз основа на овие помошни книги, всушност се слеваат конта, односно се книжат во главната книга. И така се постигнува интегрираноста на целиот систем.